Добар ден, почитувани. Вие ја следите на новата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Како да го зачуваме здравјето на кожата и на кој начин лицето да го подмладиме без примена на хирургија. На оваа тема разговараме со доктор Анџелка Илиева, дерматовенеролог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Останете на Телма. За здравјето и убавината на кожата. Денеска зборуваме со доктор Анџелка Илиева, дерматовенеролог од Центарот за естетска дерматологија при клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, добро ве најдов. Може ли кожата да биде показател, огледало на нашето здравје? Бидејќи некогаш кога ќе ни кажа дека сме бледи, дека кожата ни е бледа, обично помислуваме на некаква анемија. Видете, кожата како надворешен и најголем орган на човековото тело дефинитивно е показател на нашето здравје и на состојбата на организмот. Ние дерматолозите, впрочем, имаме чест да работиме со навистина најлесно достапниот орган за исследување и за преглед, па така на кожата навистина се забележува секоја една промена многу лесно и многу лесно може да се изврши преглед. Бледост на кожата најчесто може да биде причина на анемија, како што кажавте, ниско серумско железо во крвта, меѓутоа и на состојби кога кожата е дехидрирана, кога организмот е преуморен и така натаму. Не мора да значи конкретна болест. Така, некогаш кожата може да биде жолта, дали тоа показател на некоја сериозна состојба? Се разбира дека жолтилото на кожата може да биде показател за сериозна состојба, може да се работи за жолтеница, за проблеми со црниот дроб, може да се работи за некое друго заболување при кое навистина има пожолтување на кожата, како жилберт или некои состојби во кои навистина пропратно има покачени одредени ензими на црниот дроб и даваат жолтило на кожата, не само на кожата и на склерите, така што на очите, да. А што кога кожата на лицето, односно лицето ни е отечено, подуено? Видете, кога има едно отечено лице, не само лице, кога кожата е во отоци, кога е отечена, најчесто тоа се забележува околу очите, на подочниците, на дланките и на стопалата. Прво нешто кое што ни доаѓа на ум е секогаш застој или течности кои што ги задржува организмот по некоја причина, па овде навистина е потребно да се проследи дали добро функционираат бубрезите. Како што кажавме, таа како надворешен орган навистина нам ни служи за едно четиво по кое што ние всушност се раководиме за некои внатрешни состојби. Сепак дерматологијата е дел од внатрешните болести. Тоест, кожата ни е една алатка преку која што можеме за среќа да диагностицираме многу внатрешни состојби во организмот. Сувоста на кожата проблем ли е? Укажува ли на нешто? Сувоста на кожата, или пак и сипите? Зависно од тоа дали се работи за генетски сува кожа, нели знаеме дека имаме неколку типови на кожа кои што сме ги наследиле од нашите предци. Кога се работи за генерална сувост на кожата, како состојба, тоа се решава со одредена нега во текот на годините, меѓутоа сувоста на кожата исто така зборува за една дехидратација на организмот, зборува за недобар внес на течности, недобар внес на несоодветна храна и така натаму. Се разбира кога имаме некои стомачни вируси или други состојби при кои што организмот дехидрира, на прво место е сувоста на кожата, но понекогаш имаме и сувост на кожата кај пациенти кои инаку имаат нормална кожа за време на периодот од есен кон зима, за време на особено на студените зимски денови, кога навистина кожата веќе се суши од надворешните влијанија, од постуденото време, од посилниот ветер и така натаму. Кога ќе сеават некакви исипи на кожата, дали тоа е проблем со кожата или пак некаков проблем со организмот во целост? Постојат различни видови на осипи и многу важно пак ова да го прочитаме осипот. Значи многу често сега со модерното време нели на таа така наречена теледерматологија во која што навистина комуницираме колку и да не сакаме многу почесто преку телефони, преку социјални медиуми, онлайн консултации со нас докторите прават нели пациентите, кога ќе ни пратат обично слики од некаков осип, многу често нели бараме
тоест најчесто во секој случај бараме пациентот да го прегледаме во живо, затоа што за нас дерматолозите е многу важна дистрибуцијата на тој осип. Значи не само каков е типот на осип, за каков тип на осипни единици се работи, туку и самата дистрибуција каде се наоѓа тој осип. Значи тоа е буквално еден буквар по кој што ние поставуваме диагнози. Значи осипот може да биде од алергиска природа, осипот може да биде при некои вирусни состојби, тука се работи за вирусни екзантеми, при инфекциозни болести, каде што се работи за еден инфекциозен осип, при бактериски состојби, осип кој што е резултат на стафилококна или стрептококна инфекција на кожата, осип кој што е предфаза на некои акни, на некои хормонални проблеми и состојби, така што тоа е навистина многу широка тема и многу широк поим и е многу важно да се прегледа пациентот во живо, како што кажавме, да се направи инспекција на целата кожа, да се прочита тој осип, на прво место каков е типот на осип, а понатаму и, како што кажавме, неговата дистрибуција. При одредени осипи навистина бара преглед не само со голо око, понекогаш ние дерматолозите користиме посебна алатка, дерматоскоп, нели, со кој што не прегледуваме само бенки и пигментни промени на кожата, туку напротив прегледуваме и различни типови на осип, затоа што за нас тоа е еден вид на рачен микроскоп кој што го имаме во своите раци и во секој случај алатка која што зголемува и визуализира многу полесно каков е всушност осипот во подлабокиот слој на кожата. А има ли некои постапки од секојдневниот живот, некои секојдневни навики кои што може да влијаат на здравјето на кожата, односно да и наштетат? Еве, на пример, дали секој вечер треба лицето да го миеме со сапун? Видете, сега постојат сапуни кои што, тоест многу години назад, постојат сапуни кои што се веќе препарати за миење на лице кои не содржат сапун, или така наречени синдет сапун или препарати без сапун, кои што навистина не ја дехидрираат кожата, не ја пресушуваат. Пак ова е многу важно за каков тип на кожа се работи. Кога има масна кожа, миењето со сапун некогаш може да помогне. Пак ќе кажеме на ваков тип на сапуни. Кај сувата кожа тоа може дополнително да ја пресуши, да ја дехидрира и да биде проблем. Во секој случај измивачот на кожата не треба да биде агресивен и не треба да ја одзема основно влажноста на кожата, за да понатаму негата која што следи после миењето на кожата може правилно да пенетрира во подлабоките слоеви за да може да делува и да ја исхидрира доволно. Меѓутоа, негата на кожата навечер пред спиење навистина е основна и треба многу сериозно да се свати, задолжително треба да се исчисти шминката и да се стави тоа што треба. Што се случува ако преспиеме со шминка, со кожата? Па може да се затнат основно порите, кожата нема да дише добро, најчесто шминките се оклузивни пудрите, може да се лачи многу поголема количина на себум, масноти во кожата кои што нема да се излачуваат на површината, туку ќе останат во порите затворени, понатаму ова може да резултира со појава на комедони или црнки, акни и така натаму. А како влијае ненаспаноста на кожата, на незиниот сјај? Да, ненаспаноста на кожата влијае на прво место на подочниците, најмногу се гледа, затоа што нормално овде кожата е потенка и секогаш се продзираат крвните садови и многу полесно потемнува. При ваква состојба ненаспаноста влијае на со тоа што ни создава еден уморен изглед. Пациентот многу често кажува дека се чувствува нели уморно, кога е ненаспан, збориме за хронично ненаспивање. А колку часа сон се препорачува за убава, сјајна кожа? Знаете, зависи од периодот и од возраста нормално, меѓутоа 8 часа на сон е оптимален. Да се го следиме и внатрешниот часовник не е лошо, нели? Да си се наспиеме оноку колку што ни треба. Идеално е да се будиме без аларм. Кога организмот ќе се почувствува наспиен и треба да стане, меѓутоа ете барем за викендите. Голем процент од луѓето, вклучувајќи и нас, немаме можност такво нешто, така што еве 7 до 8 часа навистина би било убаво ако може да спиеме и сонот навистина основно влијае на изгледот на кожата, на старењето понатаму. Сега ќе проговориме малку повеќе за сонот и за спиењето. Важно ли е од каков материјал ни е направена навлаката на перницата? Да, навлаката се разбира дека треба да биде од памук или свила, или материјал кој што е нежен за кожата и не ги запушува порите.
Вела дека е важно како спиеме. Тука имаме и некои фотографии кои што можеме да ги погледнеме. Доколку спиеме на стомак или пак на страна, тоа е проблематично. Може да ни се појават брчки. Знаете како кај нас кога ќе дојде пациент за една консултација дерматолошка или естетска консултација? Еве ги фотографиите, всушност како изгледа кога ние спиеме со лицето врз перницата. Да, многу често тој отпечаток на перницата за време на сонот ние го гледаме низ одредени брчки кои што се брчки на неспецифично место. Тоест, тие брчки настанати при спиењето се разликуваат од брчките кои што се од мимика или од мрштење. И многу пати ние докторите кои што правиме вакви естетски консултации знаеме веднаш кога ќе го видиме пациентот да кажеме аха, спиете на лева или на десна страна, затоа што навистина сонот и позата за време на сонот навистина е нешто кој што ние не може да влијаеме на тоа. Значи секој спие онака како што на грб. Идеално би било некои сите се да спиеме. обидуваат, но никако не може да заспијат. Да, идеално би било навистина за кожата сите да спиеме на грб и ова се гледа кај пациентите кои спијат на грб дека навистина немаат вакви брчки. Така, и сега да проговориме и за да речеме за секојдневната нега со хидратантни креми. Дали ја препорачувате? Секојдневната нега е основно нешто кое што ние навистина треба да го дадеме на кожата. И кога даваме терапија, кога ординираме било каква локална терапија, во дерматологија основно нешто е локалната терапија. Многу често пациентите за жал не го сваќаат тоа сериозно. Велат ми даде докторот нешто да се мачкам. Јас го ставив еднаш два пати и нормално нема ефект. Значи баш затоа што кажавме дека кожата е надворешен орган, многу подобро влијание има локалната терапија, тие креми за мачкање, отколку било каква таблета која што треба да се даде на кожата, поготово за состојби и промени на кожата кои што ја засегнуваат површината на кожата или епидермисот. Многу е важна апликација на хидратантни креми во сите типови на кожа и масната кожа бара хидратација, затоа што ако многу често се случува оваа грешка, пациенти кои имаат масна кожа или акни и така натаму, да аплицираат препарати кои што не содржат хидратација и ова доаѓа до пресушување, кожата добива сигнал дека е дехидрирана, дека не добива хидратација од надвор, таа уште толку се труди да го надокнади овој себум нели кој што всушност и недостасува и ова е резултат со хиперпродукција на себум, тоа е резултат со нови акни и стално пациентот доаѓа во таа состојба на зачаран круг од кој што навистина тешко излегува, затоа што мисли дека ако аплицира хидратантни креми, уште толку кожата ќе биде масна и ќе има нови акни. Ова е погрешно, така што тргнувајќи од овој момент да не збориме за сувата кожа. Значи сувата кожа треба навистина често и редовно да се хидрира. За нас често и редовно значи 2 пати дневно, задолжително да се аплицираат хидратантни креми или во одредена возраст веќе и серуми, се зависи од годините и од навистина од состојбата. А внатрешната хидратација колку е важна? Внатрешната хидратација е многу важна, значи пиењето вода. Затоа најчесто започнуваме од тоа, значи зборуваме за начинот на хранење и внесот на течност и не само на вода и се друго кое што е навистина течност и треба да го внесеме. Цело време збориме за тие 2 литра вода или 2 литра на течности, кои што се еден минимум кој треба организмот да ги внесе за да кожата биде добро исхидрирана. Ке се задржам уште малку на кремите. Дали оние креми на кои што е наведено дека спречуваат појава на брчки навистина се ефикасни? Видете, кремите многу се променија низ годините. Ако порано навистина, можеби ние дерматолозите многу не верувавме во креми кои што се против брчки. Зошто? Затоа што најчесто тие содржат молекули кои што имаат таква молекулна маса, поради кое што е невозможно да продрат во слојот на кожата каде што ова старење се случува. Дали е тоа колаген или хиалуронска киселина, сите знаеме дека секогаш кога бараме веќе сите владееме со оваа терминологија, пациентите владеат со оваа терминологија и кога купуваат бараат тоа што може да прочитаат или да слушнат од нас. Навистина, во последните години веќе производството на креми е доста усовршено и постојат креми, локални препарати во вид на серуми кои што можат да
продрат во кожата, особено ако ова се комбинира со одредени третмани кои пациентот ги прави во медицински установи, навистина се зголемува дејството на кремите и таа пенетрација и ефектот во домашната нега. А може ли да направат понекогаш проблем агресивните состојки што се наоѓаат во кремата? Секако дека може. А ги споменавте и третманите, и агресивните и нестручни козметички третмани. Можат ли тие да доведат до проблем со здравјето на кожата? Според Иако мене, се очекува да имаме бенефит од нив. ако треба пациентот да направи избор помеѓу тоа да прави третмани кои што се направени од нестручни лица и да не прави третмани, секогаш е подобро да одбере да не прави третмани. Зошто? Затоа што навистина нестручните третмани или третмани извршени од нестручни лица може повеќе да наштетат отколку да помогнат. За нас, докторите, основно правило е дека прво не треба да штетиме на пациентот, нели на прво место, така што ние навистина треба да се потрудиме да му помогнеме во колку можеме. И правењето на третмани треба да го води специјалист за кожа. Специјалист дерматолог кој навистина ќе направи една проценка на кожата, на прво место дали и какви третмани се потребни според проблемот кој што го има. Апсолутно различни се третманите за масна кожа, за кожа која што има диагноза на нејзе. Значи има еден куп диагнози на лицето кои што ги има, не зборуваме само за акни, нели? Најчеста дерматолошка патологија која што секојдневно ја среќаваме во нашите ординации се дефинитивно акните. И тоа не само во пубертетот, збориме и за акни кои што се адултни акни. Меѓутоа, покрај ова има и други состојби од типот на хиперпигментација, флеки, капилари на лицето, розација. Навистина широка тема и еден голем број на диагнози кои треба да ги прегледа специјалист дерматолог. Како што кажавме, дали со преглед во живо или со употреба дури на одредена апаратура која ќе го зголеми, која ќе зголеми визуализацијата при прегледот, за да може да се видат понекогаш и подлабоките структури, па сите ситни флеки кои што ќе ги забележиме, да ги процениме какви се, во кој слој на кожата се наоѓаат, колку се длабоки, за да тој третман понатаму кој што ќе се направи не само да делува и да има ефект, туку и да не направи штета, да не што наштети, кажа. така. Значи, многу треба да се внимава кому го доверуваме нашето лице. Со сигурност. Треба да биде стручно лице од областа на медицината, тука да заокружиме и да заклучиме дека тоа е вистинското решение. А докторке, што ќе кажете во однос на употребата на колаген преку уста? Што велат студиите за додатоците со колаген? Видете, и овие се во медицина се прашање на има на едната страна е фармацевската индустрија која што води своји клинички студии, на друга страна се клиничките студии кои што се во болниците и студии виво на пациенти. Колагенот зависи каков тип на колаген е. Значи, тој тип има одредени типови на колаген кои што одлично влијаат да се примаат и одредени типови на колаген кои што навистина не можат да имаат ефект на кожата. Значи, не е 세едно каков колаген ќе употребиме, ќе примиме. А ако го внесеме преку уста, може да стигне до кожата на лицето и да ја разубави, да го надокнади некој колаген што недостасува. Зборуваме за години во кои навистина е потребен поголем внес на протеини, поголем внес на колаген. Во тие години во секој случај е подобро да прима пациентот отколку да не прима. Колкав процент на вистина ќе се абсорбира таму каде што е потребно е прашање на широки студии. Значи, ова се игри со бројки, колкав процент се абсорбира. Колагенот го примаат пациенти не само за кожа, колагенот се прима основно за зглобови и така натаму. При други состојби се ординира, така што во секој случај е подобро да прием на колаген во едни години, поготово околу перименопауза, после менопауза, каде што е потребен внес и стално зборуваме за исхраната многу важно, не само прием на колаген, значи храна богата на протеини, затоа што основното градиво и на кожата, тоа што почнува да фали, колагенот, еластинот, навистина единствено може да се надокнадат преку внес на протеини. Значи, пациенти кои што внесуваат, без разлика дали пациентот внесува протеини од животинско потекло или
веќе нели знаеме дека многу пациенти има кои што се вегани, вегетаријанци или внесуваат растителни протеини, во секој случај протеинскиот внес е многу важен и многу навистина многу различен резултат имаат пациенти кои имаат добар протеински статус и внесуваат поголема количина на протеини од пациент кој што не внимава на ова. Докторке, какво влијание врз кожата на лицето има загадениот воздух? За жал, загадениот воздух на прво место логички е да има најлошо влијание врз кожата како наша бариера, како наша заштита од надворешниот свет. Кожата на прво место реагира на загадениот воздух, а понатаму се сите органи и системи кои што трпат, нели, дишните патишта, белите дробови. Кожата реагира со најразлични осипи. Неодамна во нашата земја беше спроведена студија која што укажуваше на тоа како загадувањето влијае на кожата и резултатите беа фрапантни во смисла дека навистина многу лошо влијае. Ние се почесто гледаме патологии кои што всушност се резултат на тоа загадување на воздухот. Значи не се резултат на некои други состојби, туку директно на загадувањето. Многу повеќе пациенти со акни, деца во пубертет, значи ако порано во училиштето во еден клас имало едно или две дечиња со сериозни акни, зборуваме, сега веќе поголем дел од дечињата се со сериозни акни и треба да примаат терапии. Понатаму сите други дерматолошки состојби се зголемени многукратно откако нели загадувањето за жал е доста поголемо. А надворешните температури? Еве сега времето е студено. Надворешните температури се разбира дека влијаат на кожата. Како што кажавме и на почетокот, екстремните температури, сувиот воздух, ладниот воздух ја пресушуваат кожата, влијаат на старењето пред се. Меѓутоа и екстремните температури од типот на топлото време исто така неповолно влијаат на кожата затоа што ја дехидрираат, затоа што топлото време, поголемиот УВ индекс, УВ зраците ја оштетуваат кожата. Знаеме дека основно оштетувањата од УВ зраците се навистина многу сериозни и опасни, така што екстремните температури не влијаат добро на кожата. Значи има многу фактори кои што влијаат на здравјето и убавината на нашата кожа. Пред се на лицето она што е видливо. А како старее кожата на лицето? На која возраст почува тој процес? И кога е највидлив? За жал, процесот се вели дека почнува уште по 20-та година. Колку и да звучи ова, дека не е така, нели 20 години. Меѓутоа, многу постепено почнува тогаш. Веќе на 25 години се забележуваат првите видливи знаци на старење и најчесто тоа се, нели, подочниците и така натаму. На 30, од 30 до 35 и не случајно и самите препарати кои што се анти-ејдж креми, вака порано беа поделени, нели, крема за до 35 години, па над 35, над 45 години. Ова со годините ние дерматолозите многу не се согласуваме затоа што многу е важно индивидуално. Значи не секој пациент има состојба на кожа која што соодветствува за годините. Старењето почнува по 20-та година, многу бавно и постепено, до периодот на перименопауза, кога навистина овде е нагло. Да не зборуваме за менопауза, каде што двојно се намалува нивото на колаген во кожата и веќе таму има доста видливи знаци на старење. Меѓутоа, овие првите што ги збориме, невидливите знаци на старење, кои почнуваат уште во млада возраст, пациентот, тоест ние гледајќи се секојдневно во огледало, не ги забележуваме. И најчесто првите видливи знаци или првите знаци кои што ги забележува пациентот се по 35-та година. И тогаш всушност почнува да бара помош и да бара консултација, нели, што може да направи во правец на подмладување. Некои жени дури после 45-та или после 50-та година бараат консултација за тоа како може да се врати сјајот или да се подобри тонусот или да се врати тој младешки изглед. Ајде ќе продискутираме за тоа, но претходно дали има различни типови на старење на лицето? Видите, ова е генетски. Стареат ли различно луѓето? Апсолутно стареат различно, но сите старееме во еден правец, во смисла на прво место стареат подкожните структури,
Затоа велиме подоцна се видливи знаците на старење, затоа што кожата всушност старее последна од останатите структури. Значи старее коската, старее подкожното масно ткиво, стареат мускулите, значи буквално сите структури од коската до кожата на лицето по слоеви стареат многу порано пред да ги видиме ние видливите знаци на старење на самата кожа. И затоа кожата свиснува и се свлекува, затоа што всушност старењето на подлабоките слоеви е тоа кое што го прави ова свиснување и ова старење кое навистина е видливо поготово по 35-та или по 40-та, да не зборуваме по 45-та или 50-та година од животот. Еластичната кожа значи здрава кожа. Има ли начин еластичноста на кожата да се зачува или пак да речеме со соодветна адекватна нега да се компензира загубената еластичност? Еластичноста на кожата е навистина резултат на здравост на кожата. Меѓутоа е важно тоа што го правиме ние во годините додека да дојде до таа загуба на еластичност, дехидратација, несоодветна нега, недоволен внес на течности, тоа што го наброевме претходно, како што кажавме, несоодветна исхрана, многу е важно доколку може нели жената да спортува, затоа што навистина ова делува и на еластичноста на кожата, да доколку може да си дозволи навистина да спроведува некои третмани со кои ќе се добри. Физичката активност всушност влие на подмладувањето и на кожата. Физичката активност постојат многу да кажеме не се студии, меѓутоа многу извори на информации може да сретнеме каде што се вели физичката активност може неповолно да влие. Не зборуваме стално кога ќе дојде, сега збориме за жените, нели? Пошто мажите поради различната хормонална природа кај нив на различен начин се одразува старењето. Поготово кај жените стално прашуваме дали жената се бави со некаков професионален спорт. Во смисла, секое спортување на било каков спорт поинтензивно, велиме повеќе од 3 пати неделно, влегува веќе во една категоризација на некаков тип на професионален спорт. Значи, пак и екстремното спортување може да се одрази на кожата понекогаш негативно. Во смисла, тие кои што се атлети, кои што трчаат многу, нели, забележуваат дека кожата побрзо свиснува. Но во секој случај физичката активност, умерената физичка активност е добра за циркулација. Сепак во кожата основни се крвните садови кои што прават доток на крв, на кислород основно, така што навистина умерениот спорт ја подобрува микроциркулацијата во кожата и го подобрува здравјето на кожата, ја подобрува еластичноста и тонус. Споминавте дека со текот на годините, со текот на времето кожата свиснува, се губи незиниот тонус, и сега можеме да најдеме на Инстаграм пред се, на интернет, разни вежби за зајакнување на мускулатурата на лицето, а со тоа би требало да се подобри и тонусот на кожата. Па вреди ли да се проба гимнастика за лице, јога за лице? Што вели вашето искуство? Видете, вреди да се проба се, сигурно ќе биде подобро отколку да не се прави ништо. Значи, ова дефинитивно е вистина. Постојат веќе и некои уреди кои што се произведуваат за подобрување на мускулатурата на лицето. Ова стана многу популарно во последните години. Јас мислам дека не се поминати доволно, не е поминат доволен долг период во кој што ние навистина ќе излеземе со некои резултати и ќе кажеме еве имаме група на пациенти кои што практикуваат facial йога, нели јога на лице и вежби, и пациенти кои што не го прават ова, па ќе направиме споредбена анализа дали овие навистина имаат подобар тонус. Во секој случај сметам дека тоа може многу да помогне. Има вежби за подбрадокот и да, има специјални вежби, веќе на интернет навистина може све да се најде. Има и некои гуми за џвакање, всушност тоа се некои пластики кои што ги џвакаат за да се зајакне овој мускул од страната, ми се чини. Па потоа докторите велат дека може да настрада зглобот. Да, џвакањето ние како дерматолози не го препорачуваме. Заради тоа нормално поготово зависи од положбата на главата и положбата на вратот, нели велиме дека кога се јаде не треба да се збори или да бидеме во некоја поза во која што навистина
правиме свиснување на мускулите кои што се во долната третина на лицето, а овие навистина резултираат со брчки или со подбрадок. Еве сега стигнавме до Она брчките. хронично гледање, позата на главата свртена надолу, затоа што веќе То може сите да ни гледаме содаде во подбрадок. телефоните. Апсолутно. Знаете како, новите генерации, кај кои е многу поголема употребата на мобилни телефони, положбата на главата е апсолутно поголем дел од времето наведната надолу, има дефинитивно многу повеќе подбрадок од едни генерации во кои што нели сепак положбата на телото кај жената била исправена. Убаво и ова да се знае. Значи, што почесто исправени Секако. да имаме такво држање на телото. А кога сме кај брчките, кои што се неизоставен дел од животот и годините, има ли начин да се спречат? Постои ли превенција за брчки покрај овие креми што се наменети токму за оваа проблематика? Постои ли нешто друго зашто може да се спречи нивната појава? Или пак, доколку се појавили, се продлабочила да се избришат од лицето? Видете, во дерматологија, како и во секоја друга гранка од медицината и во секоја друга област, важи дека превенцијата е нешто многу подобро од лекувањето. Значи, доколку работиме на превенција, нема да има потреба од лекување. За кожата ова е основно правило и може да се превенира во смисла да се одложи старењето многу години, доколку работиме многу упорно на превенција. Па така Превенцијата дали е и ботоксот? во некои случаи за некои пациенти дефинитивно да. Значи за некои, не за сите? Апсолутно не за Бидејќи сите. почнуваат млади да аплицираат. Не за сите, многу неправилно е, бидејќи тоа и кај нас Кога се стана. уште немаат никакви промени на кожата, за да не добијат во еднина брчки. Да, овде зборуваме за пациенти кои навистина многу гестикулираат и имаат доста мимички брчки. Значи, тоа се брчки кои што несвесно ги правиме, додека зборуваме и така натаму, и употребата на ботокс во тие регии, нели на челото, околу очите, на глабелата, помеѓу вегите, навистина може да превенира продлабочување на брчките кои што се под дејство на мимиката. Не зборуваме за еден замрзнат изглед, значи не зборуваме за ботокс кој што е ставен во онакви количини за да пациентот навистина нема експресија и нема собствен изглед и индивидуалност. Мене лично како дерматолог ова навистина не ми се допаѓа. Значи сепак пациентот треба да биде една индивидуа сама за себе и треба експресијата е многу важен дел од самите нас. Значи тоа што сакаме да го кажеме без никаква мимика и тоа што ќе го кажеме употребувајќи мимики, несвесно се разбира, е навистина многу различно звучи. И различно се прифаќа од околината. Така што мимиките се потребни, меѓутоа кога некоја мимика е несвесна, збориме за брчки кои што се меѓу вегите, кои што се создаваат и за време на сон. Тогаш овде дефинитивно може со апликација на ботулинов токсин да се превенираат продлабочување на брчките. Но пак ќе кажам кај пациенти кои што има ваква индикација, не кај сите и не по секоја цена, може да сметаме дека ботоксот ќе превенира старење. А оние брчки кои што се веќе длабоки, изразени, дали со ботоксот ќе се Да, избришат? тие може да се ублажат, но никако не можат да се избришат со ботокс. Значи ботулиновиот токсин апсолутно не спаѓа во категорија на препарати кои што ги пополнуваат брчките. Многу често ова се меша од пациентите, дека со ботокс ќе пополниме брчки, ботоксот не ги пополнува брчките, ботоксот се аплицира на мускулите кои што се наоѓаат под овие регии на кожата каде што се аплицира со цел да се релаксираат и да нема толку мимика и толку изразени брчки. Само накратко ще би ве прашала за акните кои што се јавуваат во периодот на менопаузата. Веќе споменавте дека причината се хормоналните промени и затоа во подоцнешните години кај жените може да се јави ваков проблем, но има ли решение? Видете, најтешки за решавање се акните кои што се од хормонална природа. Значи овде на прво место треба да се влијае на регулација на хормоните, доколку тоа е возможно, а потоа решавање на дерматолошкиот проблем. Значи акните во менопауза или предменопауза, особено во периодот на перименопауза, поради тоа нагло паѓање на естрогените, брзо паѓање на естрогените, а многу побавно намалување на тестостеронот и всушност тој вишок на тестостерон кој што се јавува
во одреден период во перименопаузата резултира со адултни акни или со акни кои што се појавуваат во перименопауза или во менопауза. И навистина жените многу повеќе се фрустрираат во овој период отколку акните кои што се за време на пубертет, затоа што сепак акните за време на пубертет збориме дека се периодични, дека тоа е период кој што ќе помине и така натаму. Меѓутоа, веќе кога ќе се појават адултни акни, за жал многу често се и резултат на стрес и се почесто ја користиме веќе таа диагноза, нели стрес акни, поради поголемото дејство, поголемата количина на кортизол кој што се лачи за време на стресот, нередовното спиење, недоволниот сон и тој хормонален дисбаланс всушност резултира со акни кои што се стрес акни и навистина многу тешко се справуваме и ние како дерматолози и пациентот со овие стрес акни затоа што едноставно бројни терапии кои што ни се на нас како алатки знаат да бидат неуспешни кога пациентот навистина има една ендогена причина за континуираното создавање на акните. Анти-ејдж медицината е во подем во последните години. Што се може да се постигне со неа? Значи со третманите кои што не вклучуваат хируршки нож. Може ли да очекуваме реално и вистинско подмодување? Анти-ејдж медицината зазема доста сериозен сегмент од медицината воопшто. Може многу да се подобри состојбата на кожата и да не се стигне до хируршки нож не само со препарати кои што се вбризгуваат, туку и со третмани, поготово користејќи уреди базирани на енергија, со кои што навистина се променува квалитетот на кожата, се стимулира продукција на тој колаген засилено и тоа е навистина доста видливо. Споменавте се користи енергија. Каква енергија? Има различни уреди базирани на енергија, како извор користат разни видови на енергија, од ултразвучна енергија до топлинска енергија, ласерска енергија и така натаму. Енергиите се различни, зависи од типот на уред и од типот на апарат. Во секој случај и ова го избираме индивидуално. Значи, дали ќе употребиме микрофокусиран ултразвук, тоест уред кој што е базиран на ултразвук, кој што делува во подлабоките кожни структури, па може да се употребува на места и регии кои што е потребно топење на мастите, каде што имаме вишок на масти во тие делови на кожата, па натежнуваат, или користиме во слоеви онаму каде што сакаме да продуцираме да ги стимулираме фибробластите да продуцираат нов колаген. Еве некои од овие третмани, да, така? ова се ласерски третмани. Тоа што го гледаме на видеото се третмани кои што се извршуваат со ласер. Во најголем процент користиме ласери кои што се неаблативни, зборувам во клиничката болница Жан Митрев на одделот во Центарот за естетска дерматологија, користиме неаблативни ласери. Зошто? Затоа што веќе новите технологии на новите ласери се навистина толку усовршени и толку имаат ефект без при тоа да мора да користиме аблативни ласери, кои што знаеме несомнено дека имаат ефект, меѓутоа навистина е огромен тој даунтайм период. Значи периодот во кој кожата треба да заздрави и периодот во кој пациентот треба да се врати на нормалните секојдневни активности. Користејќи ваков тип на ласери кои што се неаблативни, а сепак доста сериозни како уреди, ние ја вршиме истата функција, го стимулираме тој слој на кожата да произведува колаген, без при тоа пациентот да го отстраниме од секојдневните активности, не знам, за недела или две. Мислам дека кога се користат аблативни, што се случува со кожата? Се лупи? Кожата треба да се лупи, треба да пројдат фази во кои што ќе се создаде нова кожа. Доста строго користењето на креми со заштитен фактор, пациентот навистина не сме да се изложува на сончеви зраци во летниот период, затоа и овие најчесто се забранети или не се прават. Така што користењето на уреди базирани на енергија кои не го засегнуваат површинскиот слој. Значи директно влијат на длабокиот слој. Директно делуваат на длабоките слоеви, навистина е доста ефикасно. На прво место, а на второ место пациентот го враќаат кон секојдневните активности веќе наредниот ден. Што може се постигне со нив? Дали со овие уреди ќе се подобри тонусот на кожата? Со овие уреди не само што се подобрува тонусот и се видливо се затегнува кожата, навистина се стимулира
производството на колаген се подмладува, буквално кажано, се подмладува кожата, со тоа што првите знаци и првите резултати од ова нешто навистина не може да ги видиме наредниот ден. Значи, сепак оваа стимулација за да произведеме нов колаген, тој нов колаген кој што ќе го видиме веќе нов, нели, како таков во смисла, како резултат на кожата, може да го видиме најрано за 3 до 4 недели. Апсолутно невозможно е претходно. Колку вакви третмани е потребно да се направат за да се постигне посакуваниот ефект? Зависи од проблемот и зависи од тоа во каква состојба е кожата, зависи до кој степен се изразени знаците на старење. Најчесто се потребни 2 до 3 третмани, од кои навистина гледаме еден задоволителен резултат пред се не само ние, туку и пациентот како клиент во тој случај кој што бара подобрување на кожата. Болни се третманите? Видите, какво е чувството додека ги изведувате? Чувството, пошто се уреди базирани на енергија, дел од нив користат топлина, дел од нив пациентот го чувствува тоа како некое пецкање или лесно жарење, навистина нема болка. Постојат доста современи локални креми кои што содржат анестетик и доста го ублажуваат овој симптом, така што кога пациентот доаѓа за убавина, не би требало да го боли. Ние настојуваме да користиме навистина соодветни креми со кои што пациентот во третманот потоа ќе се чувствува комфортно. При некои третмани се користи техника на ладење пред третманот. Третманите се многу брзи. Во брзиот начин на живот може би затоа земаат толков замав на светски рамки, затоа што сите некако живееме доста позабрзано и немаме време. Третманите се доста брзи, значи пациентот доаѓа и си оди за половина час. А постојат ли некакви ризици, бидејќи веќе споменавте дека топлината и други видови на енергија се користат во служба на убавината. Но ете, може ли да се јават некакви изгореници или пак некакви компликации? Се разбира, овие се многу сериозни. Значи, за да овој уред може да постигне ефект и резултат на кожата кој што ќе замени хируршки нож, од тука станува јасно дека се доста сериозни. Значи, многу е важно да бидат во рацете на стручни лица, во рацете на професионалци и важи моментот дека, за жал, ако ваков уред е во рацете на непрофесионалец или на нестручно лице, последиците може да бидат фатални навистина и може да бидат многу сериозни. Што посериозен уред и што посериозен третман во раце на нестручно лице, толку поголема опасност. Затоа треба да се внимава каде се прават овие третмани. И моето последно прашање за денеска, колку често може да се повторуваат? Може ли ласерите да бидат употребувани и другите уреди кои што користат енергија со години како единствен начин за подмладување на кожата? Видете, многу е важно возраста од која пациентот почнува да ги прави овие третмани и состојбата на кожата со која што почнуваме. Како што со многу пациенти збориме дека биолошката возраст не соодветствува на хронолошката возраст на кожата. Во смисла на вистина, ние дерматолозите ја проценуваме кожата каква што е и не сакаме да зборуваме за години. Кај пациенти кои што имаат добар тонус и кои што имаат добра генетска основа, резултатите се одлични и се помалку третмани се потребни да се повторуваат. Значи, во некоја возраст, еве да кажеме, над 30-тите години, ако се доволни 3 третмана во годината, веќе над 35-та година сигурно ќе бидат потребни барем 6, над 40-та или 50-та година, зависи од периодот на перименопауза, кога е почната, ако зборуваме нели за жените, е важно да се прават понекогаш и еднаш месечно. Значи, задолжително еднаш во месецот препорачуваме пациентот да има направено еден колаген индукционен третман. Не секогаш користиме уреди базирани на енергија, понекогаш се и многу често, најдобра е нели комбинација од техники, се комбинираат со иглени процедури, со некои препарати кои што ги бризгуваме во кожата, дали се тоа хиалуронска киселина, мезотерапија, биоревитализација со игла со која што вбризгуваме, и антиоксиданси и разни други состојки кои што се потребни на самата кожа, или PRP, нели, кој што се користи од наша крв преработена со плазма, еден природен третман и начин на регенерација на кожата, така што
секако комбинација од неколку техники на крај резултираат со еден солиден резултат. Докторке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во емисијата и за убавите појаснувања што ни ги дадовте на оваа тема. Ви благодарам и вам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви посакувам пријатен ден.